во инкубациониот период на сопствената катастрофа. Страда од безбедносниот нагон на човекот за самоуништување. Страда од нашата негрижа и незнање и дека таа е ранлива како и ние. Затоа денес, честитајќи го роденденот на првата земја, бараме сите луѓе да сватат нашата загриженост и да направат нешто било што. Иако некому нашата работа во екопатролите ќе му изгледа мала и незначајна, ние не мислиме така. Ние го даваме својот придонес согласно нашата возраст. Ги повикуваме најзаслужните за иницијативата за давањето можност и нашите идеи да бидат слушнати. Емилија Димитровска, градоначалникот на општина Битола, да отворат изложбата на нашите трудови. Здраво на сите! Навистина сум среќна што ви има во толку голем број, што со нас се сите учесници во екопатролата 2007. Препознатливи се нели по својата униформа, по маичките и мислам дека заслужуваат најпрво нив да ги поздравиме со еден многу силен аплауз. Само накратко да се подсетиме, минатата година имавме 12 ученици во по еден тим од 7 средни училишта, кој што ни помогна да реализираме една прекрасна идеја, која што морам да потенцирам сепак потекна од градоначалникот. Формиравме едни неформални патроли, кои што беа препознаени во цела земја и многу од другите општини ги репродуцираа. Тоа беа деца кои што секојдневно, одејќи нели до училиште и назад, забележуваа негативни појави, загадување на животната средина и сето тоа го забележаа преку цртеж, снимка и слично, она што всушност денес е нашата изложба. Се надевам дека и во наредната година, иако веќе екопатролата не постои како таква формација, тие ќе продолжат со оваа активност. Уште еднаш ви благодарам за сите и сега би сакала да го најавам градоначалникот на општина Битола, господин Владимир Талевски, кој по трет пат оваа година ја иницира кампањата Нека биде чисто, секоја година со нови и нови содржини и се надевам дека ќе успееме да имаме поубав и почист град. Повелете. Благодарам. Почитувани присутни, ве поздравувам, а пред се и најмногу поздравот за највредните, оние кои што ни помогнаа да реализираме оваа прекрасна патрола. Тоа се нашите најмлади, а сега, иако ги поздравите со еден најсилен аплауз да ги поздравите. Многу ви сум благодарен, млад народе, наша идна генерација. Почитувани присутни, дозволете ми да ги поздравим и представниците од неколку наши соседни земји, кои што соработуваат со наши невладини организации. Значи, тука ни се представниците од Република Србија, од Косово, од Црна Гора, од Албанија и Босна и Херцеговина. Значи, не промашив никого, еве ги тука, заедно со нас, кои што всушност работат на еден меѓународен проект токму на тема екологија. Денеска, почитувани присутни, сме овде да отвориме една многу важна, значајна изложба за нас, што ја направија всушност нашите најмлади, а се представници на екопатролата. Значи, уште една наша оригинална идеја, која што ја започнавме минатата година, а се вклопува во сето оно што го правиме веќе трет пат поред, нашата голема акција за почиста Битола, односно Нека биде чисто. Во склоп на сето ова, денеска одлучивме да ја отвориме оваа заедничка изложба, кој што всушност ќе укаже што се случуваше во периодот кога оваа акција траеше. Значи, благодарност до сите, ви благодарам за присуството, а сега ве поканувам заедно да ја погледнеме изложбата. Благодарам на вниманието. Emilio vai долагаше за неколку учиштено за неколку локации кои што ги сметавме за најзагрозени и за на улица 8 населба Бајр, која што
представува претежно голем проблем. Значи, прво ќе почнеме со улица Прилепска или поточна Пелагонка 1, тоа се наоѓа ова локација е долу во гаражите, кој што претходно представува сигурност. Нове фотографии, недовме на неколку жители од таа зграда и ни рекла дека овде ова место веќе напред, бидејќи има разни шпицели, може да налетат на секакви болести и така натаму. Додека ги вадевме пак на улица 8 овие слики, видовме тука кај а тука овие ги прија се наоѓаат пренивните куки. Значи тие самите не си водат сметка. Оваа локација се наоѓа на влезот на старата Битолска чаршија. Да, отлично. Thank you.